Драги гледачи, вие сте со нас со уште една наша емисија Вашиот пратеник. Гостин во оваа емисија е пратеничката Емилија Ангелова. Добро дојдовте. Благодарам на поканата и на можноста да се представам во едно поинакво светло и во еден поинаков агол. Така, оваа емисија е токму за тоа. Граѓаните, нашите гледачи, да ги видат пратениците од онаа другата страна, не само одговорницата и она што го говорат таму. Вие сте магистар по односи со јавност, потоа имате завршено факултет за туризам и менеджмент, но го имате и природно-математичкиот факултет хемиски инженер. Сите овие три професии некако се интересни сами по себе, но што најмногу вас ви лиши? Искрено, поради тоа што сум се одлучила сите овие професии да речам да бидат дел од моето образование, сметам дека секоја од нив придонела во моето обликување како личност и како пратеник, можам да кажам. Започнувам со инженерство, хемиски инженер, тоа беше она кое што, да речам, на почеток ме интересираше и сакав да го осознавам се повеќе. Продолжувам како едногодишни студии за наставник по хемија, едногодишни дефектолошки студии за работа со ученици со посебни потреби и го заокружувам со магистар на односи со јавноста. И секоја од овие професии дава свој импакт во она кое што сум јас денеска. Сето она кое што јас во работата со учениците, да речам на некој начин го научив, цела посветеност, емпатијата, цела трпеливост, сето она кое што учениците од таа страна мене ме учеа, иако јас нели ги учев и ги образував хемија, сепак тие делуваа исто така на мене многу, сметам дека ме обликуваа како лик и како пратеник. Работата со учениците со посебни потреби беше една поинаква емоција. Тоа беше момент во кој што практично согледував дека секој ученик има свои барања, секој ученик има нешто кое што можеш да го извлечеш од него и можеш да работиш со него. И токму пак тој дел ми покажа дека навистина можам да функционирам со сите луѓе, да најдам начин со нив, да допрам до нив и да го извлечам најдоброто од луѓето. Ангелова, имате една многу убава благородна професија, но еве сега ве гледаме од оваа страна, од политичката страна. Од каде таа жилба да влезете во политиката? Жилбата во политиката почнува да се раѓа многу рано. Рано велам во средношколските денови, кога нели учествувате во наставничките совети, тогаш во тој период нели можевме да учествуваме како ученици во наставничките совети, во работата на наставничкиот совет и сметав дека можам на некаков начин да придонесам заради тоа што од другата страна бев гласот на учениците пред наставниците и сметам дека навистина многу добро си го изработив тој дел. Продолжувам нели со факултетот, продолжувам со студентските денови во кои што веќе сваќам дека не сакам да бидам само немиот посматрач на промените кои што се случуваат во општеството, туку сакам да учествувам во истите тие. Значи сакам да бидам таа која што ќе даде идеја, ќе може да учествува во расправа и која што на крајот на денот ќе донесе одлука, нели нормално со сите останати пратеници, да донесеме одлука за нешто кое што навистина е во интерес на граѓаните и кое што ќе им го подобри начинот на живење и функционирање на граѓаните. Живеете во една средина мултикултурна, мултинационална, Скопски чаир. Така. Нема кој не го знае, така. Колку таа средина на мултикултурност влијаеше да се обликувате како личност, или пак семејството влијаеше, така на школските денови и така натаму да се изгради оваа ваша личност? Реално сите овие делови што ги спомнавте, сето тоа влијае во формирањето на една личност. Најважно е семејството, секако. Јас сум растена во едно традиционално семејство во кое што почита, довербата беа многу важни во функционирањето на тоа семејство. Меѓутоа, во Чаир навистина
оној кој што живее во Чаир може навистина да го доживее онака како што треба, колку и да го објаснуваме и да го доловуваме. Чаир е нешто кое што треба да се живее и да се доживее. Да, постојат различни етникуми, меѓутоа секој етникум е, како да ви кажам, нешто кое што ви кажува дека заедницата и она кое што заеднички можете да го направите за граѓаните во Чаир во ситуацијава, навистина може да придонесе многу. Чаир е едно многу убаво место, се сеќавате на песната на Владо Јаневски, Чаир е често досадно место, меѓутоа навистина со секој етникум е различен и вие можете да навистина доживеете една многу убава атмосфера кога поминувате низ Чаир и кога делувате тука, живеете тука. Да. Го спомнавте семејството, вие сте и мајка и сопруга. Колку имате поддршката, обично жените пратенички некако малце као да не се прифатени во јавноста. Колку имате поддршка од вашиот сопруг, од вашиот син? Реално поддршката од синот е нешто кое што не може да се опише со зборови. Тоа е постојано со мене и ми е главниот мотив за да продолжам ова да го работам. Да, имате желба да бидете пратеник, да менувате, да делувате во општествените збиднувања, меѓутоа кога имате дома дете кое што вели навистина сте на вистинскиот пат, навистина ова што го правише придонес и за мене како личност, и за мене како дете, меѓутоа и за сите останати деца и сите останати млади во нашата држава, мислам дека е најголемата поддршка и е најголемата, да речам, најголемиот мотив за да може ова да го постигнам. Да, пратеничките навистина имаат на некаков начин проблем околу функционирањето, можеби не толку во семејството, колку во општеството, заради тоа што нели жената е таа која што треба да седи дома, жената е таа која што треба да придонесува само за семејството и за домот. Меѓутоа, еве јас со мојот личен пример се трудам секојдневно да покажам дека кога сакате нешто да работите, можете да постигнете и со семејството, може да постигнете и со пратеничката функција и со работата со граѓаните, затоа што нели за да бидете пратеник треба граѓанинот да ви ја даде довербата, а вие за тоа треба секако нели да вратите на граѓаните. Уште накратко, што ќе правиме со овие стереотипи околу жената? Повторно ќе кажам, она кое што како ние како личности ќе дадеме пример, сметам дека ќе можеме да го смениме општеството. Квоти, бројки е нешто кое што навистина не го покажува вистинскиот квалитет на жената. Не треба да се броиме како бројка, туку треба да се изнајдат навистина вистинските жени кои што сакаат да придонесат во општеството, а верувајте, не се малку такви жени. Има навистина жени кои што знаат, можат и умеат сето тоа да го направат. Така да со лични примери сметам дека ќе успееме да ги надминеме сите овие стереотипи. Пратеничке, вие сте член на Комисијата за образование, наука и спорт, потоа на Комисијата за надворешна политика, но членувате и во неколку делегации за соработка со парламентите на Азербејџан, Иран и Романија. Каде се пронаоѓате во сите овие многу различни комисии на некој начин? Така. Со самото тоа што кажав дека доаѓам од првично од образование, мислам дека образованието ми е во душата и напоменав дека навистина образованието е нешто што и мене ме обликуваше како личност. Сметам дека се пронаоѓам во образованието, сметам дека можам да придонесам во образованието заради тоа што со самото тоа што бев професор, потоа еден период бев и директор во средно училиште, одблиску ги детектирав сите оние слабости на системот кои што сметав дека можам јас да ги променам. Како пратеничка од редовите на ВМРО ДПМН, навистина сметам дека во образованието можам многу да променам и да дадам свој импакт, да дадам свој белег и да направам она кое што како согледување сум го имала како наставник и како директор, навистина сега да можам да го сменам. Така е, тоа е улогата на пратениците. Секој петок според Собранискиот деловник пратениците
можат да се среќаваат со граѓаните, но како пратеник секако дека вие секојдневно се среќавате. Вашата професија тоа и многу го дозволува, нели, за тие средби со граѓани. Што најмногу граѓаните на овие средби бараат? Да им се помогне или да сугерираат за нешто? Како што и напоменавте, ние постојано сме во контакт со граѓаните. Кога граѓанинот ќе ви ја даде довербата, вие треба да вратите со иста таква доверба. Тоа значи не е само во петокот во пратеничката канцеларија, многу повеќе граѓаните се одлучуваат да ви се јават и телефонски, да ви пристапат, ве препознаваат како лик, како пратеник, посебно во општината од каде што доаѓате, во изборната единица од каде што доаѓате, знаат да ве препознаат и да имаат нивни барања. Обично се барања за проблеми во системот во однос на документации и некои владини мерки кои што они ги познаваат, меѓутоа потребно е вие нели некако да ги внесете во системот. Поголема информација. Поголема, да ги внесете во системот, кога велам информативно да ги внесете во системот. Инфраструктурни да речам проблеми, посебно жените се обраќаат заради тоа што знаете, жените имаат навистина барање, посебно жена со дете, со количка, инфраструктурно, навистина треба да ви се обрати за да најдете начин вие тоа да го направите и да им помогнете на луѓето. Во здравството бараат да речам некоја си помош, поддршка и така натаму, така да сето она кое што ги засега зависно од групите на луѓе се обидуваме нели да бидеме тука и да им помогнеме на граѓаните. Така, вие се прв мандат, претходно дојдовте од директорска позиција, ми се чини. Па претходно бев директор, па се вратив професор во средно училиште и нели прв мандат како пратеник од ВМРО ДПМН во собранието на Република Македонија. Иако имаме речиси некоја 2 години плюс некој месец, сепак ќе ве прашам, пошто сакате вие лично граѓаните да ве препознаваат? Со она што сте го придонела. Така, она што сакам граѓаните да ме запомнат е дека еден политичар може честно да работи, честно да си го одработи својот мандат, да биде посветен на својата работа, не да ги гледа работите кои што се случуваат, туку да учествува и да придонесува во промените на истите, заради тоа што едно општество и една држава е толку силна колку што се грижите за нивните најранливи граѓани, впрочем и за сите останати граѓани. Значи посветеноста, честноста и она кое што ќе остави белек врз од моето работење, сакам да го запаметат граѓаните, но и за работите и политиките кои што сум ги да речам на некој начин спровела во собранието како пратеник нормално. Да биде нешто кое што ќе се запамети како дел од општественото збиднување, промоција на Република Македонија и повторно политики кои што ќе ни ги враќаат децата назад во Македонија, каде што Македонија ќе биде повторно земјата која што ќе се ја чувствуваат како татковина и каде што ќе сакаат повторно да се вратат, да живеат овде, да придонесуваат и да сформираат своји семејства, а оние кои што се овде да продолжат да нели ние зголемуваат демографијата и да си ги формираат семејствата. Ви благодарам многу на разговорот. Ви благодарам и јас.